20 часот го следите централниот дневник на К1 телевизија. Ги донесуваме најновите информации од регионот Македонија и светот. По настаните кои го одбележаа денот се враќаме веднаш. Останете со нас. Сдруженијето на граѓани Мобилност доби адаптирано возило. Преку мерката за самовработување, невработените лица од денеска можат да аплицираат за добивање грант од 4000 евра. Новите законски измени од минатата година ги обврзаа винарските визби да го исплаќаат родот на 3 рати. За оние кои не го почитуваат, ќе бидат превземени мерки со закон. Министерот за финансии Кирил Миновски денеска на пресконференција истакна дека државата не должи кон стопанствата и редовно ги сервисира долговите. Според извештајот на Фич, економијата во земјава за 2017 година ќе има економски раст од 3,4%. Државата редовно ги сервисира обврските кон стопанствата. Ова денеска на пресконференција го истакна министерот за финансии Кирил Миновски, потврдувајќи дека државата не должи кон стопанствата и покри тврдењето на дел од представниците од стопанските комори, дека новата влада кога ќе се формира, треба да се задлужи со милијарда евра за да се раздолжи. Сите доспеани обврски во трезорот на Министерството за финансии благовремено се реализираат. Сметаме дека овие изјави се тенденциозни и звучи парадоксално, меѓутоа оние кои што ги заговараат тезите за високиот јавен долг, денеска говорат дека постои простор за дополнително задолжување од милијарда евра и сето тоа оди во насока на определени политички опции во Република Македонија кои што имаат определени политички амбиции. Во врска со последниот извештај на Фич, министерот Миновски рече дека тој е потврден економските политики на владата, а рейтингот на земјава би бил поголем доколку нема политичка криза. Се потврдуваат уште еднаш добрите економски политики кои што ги спроведува владата на Република Македонија. Единствена причина поради која што Македонија го има овој рейтинг е политичката криза која што веќе подолго време трае во Република Македонија. Доколку ја немаме политичката криза, во тој случај Македонија ќе има многу подобар кредитен рейтинг. Воедно тоа е јасно прикажано во последниот извештај кој што е објавен од страна на оваа кредит рейтинг агенција. Според извештајот на Фич, македонската економија за 2017 ќе има економски раст од 3,4%, благодарение на растот на извозот и на јавните и приватните инвестиции. Јавниот долг во земјава изнесува 50,1% од бруто домашниот производ, а државниот 40,9%. Преку мерката за самовработување, невработените лица од денеска можат да аплицираат за добивање на грант од 4000 евра во центрите за вработување низ земјава. Ова го истакна министерот за социјална политика Ибрахим Ибрахими. Невработените лица кои се регистрирани во Агенцијата за вработување на Република Македонија од денеска во наредните 10 дена ќе може да аплицираат за добивање грант од 4000 евра во центрите за вработување низ земјава, истакна министерот за социјална политика Ибрахим Ибрахими, промовирајќи ја мерката за самовработување според оперативниот план за 2017 година. Програмата има за цел да го поттикне предприемништвото и да го поттикне креирањето на почетни бизниси. Анализите покажуваат дека нема општина во земјата во која не се основале мали бизниси преку програмата за самовработување. И тука ќе напоменам дека особен важен дел од економијата на државата се малите и средните предпријатија. Доколку создаваме мали предпријатија и успешни предприемачи, кои подобро ќе се справат со предизвиците на пазарот, добар дел од нив ќе почнат да растат и да генерираат нови вработувања. Поред Ибрахими, од оваа година неповратните средства за отворање собствен бизнис се зголемени за 1000 евра. Мерките за самовработување, вели Ибрахими, допринесоа за намалување на бројот на невработени. Од 2007 година до 2016 година преку програмата основани се 8730 фирми во кои се вработени 8969 лица. Преку програмата за вработување успеавме да ги поттикнеме голем број на млади, но посебно и жени кои имаат предприемнички дух
и желба да станат своји газди. Покрај оваа мерка, корисниците на програмата Самовработување ќе имаат можност да ги користат поволностите и од проектот Македонија вработува 2. Адаптирано возило добија Сдруженијето за граѓани мобилност. Проект вреден 20.000 евра со кој лицата со хендикеп од општина Велес, Градско и Чашка ќе можат да го користат за своите потреби. Општина Велес го има веќе и вториот локален акционен план за децата со хендикеп. Адаптирано возило добија лицата со хендикеп од општина Велес, Градско и Чашка, кои ќе можат да го користат за своите потреби. Станува збор за проект кој го имплементираше германската амбасада во Република Македонија, компанијата Дрексел Мајер, божичниот базар на германската амбасада и општина Велес, а за потребите на Сдруженијето на граѓани мобилност. Umgebaute Auto. Проект со кој што им се овозможува на лицата со телесен хендикеп на повеќе лица од овој регион да бидат помобилни и да бидат полесно инклузирани во целото општество. Die Einbeziehung in die Gesellschaft zu verbessern und zu erleichtern. Проект си има свој дел од обврски што ќе се исполнат, тоа е околу одржувањето на возилото, околу помагањето од сите сегменти што ќе бидат потребни околу активностите на ова здружение. Членовите на Сдруженијето Мобилност, задоволни од реализираниот проект, велат дека возилото ќе се користи од страна на повеќе здруженија. Сдруженијето на слепите, Сдруженијето на гуви, интелектуална попреченост исто така, после школото за специјална за децата Маца Овчарова, лицата со церебрална парализа, исто општините Градско, Чашка и таму инвалидите што се таму. Ќе ни користи за членовите што се со подалечни од Велишка општина, од Градско, од Чашка и за наши потреби, ако имаме потреба да се оди до прегледи за Скопје во други градови, може да одиме со това комбе. Генералниот директор на компанијата Дрексел Мајер, Лукас Мирингер, присуствуваше на предавањето на возилата на лицата со хендикеп. Drexel Mayer ist ein verlässlicher Partner in der Gesellschaft. Drexel Mayer како општествено одговорна компанија. Und wir werden weiterhin an diversen Projekten für sozialen, kulturellen Bereich fördern. Ќе поддржува и понатаму проекти од областа на културата, образованието, спортот. Behinderte Menschen haben bei Drexel Mayer einen besonderen Stellenwert. А особено лицата со хендикеп имаат значено место при реализација на нашите проекти. Вкупната вредност на проектот е повеќе од 20.000 евра. Општина Велес го има веќе и вториот локален акционен план за лицата со хендикеп. Од локалната самоуправа се надеваат дека ваквите соработки ќе продолжат и во иднина. Најважни се реформите, а потребно е во најкусможен рок да се формира влада. Изјави амбасадорот на Германија во Република Македонија Кристине Алтхаузер при денешната посета на општина Велес. Таа оствари средба со пратеникот Илија Димовски и градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев, на која разговараа за актуелната состојба во земјава. Разговаравме за слични теми и со градоначалникот и со господинот пратеник за актуелната ситуација, актуелната политичка ситуација. Уште еднаш потенцирав дека најважни се реформите и дека е потребно да се формира влада, меѓутоа формирањето на таа влада лежи само во македонски раце. До денеска Министерството за земјоделие треба да го има извештајот од Државниот инспекторат за земјоделие за тоа дали сите винари ги исполниле обврските согласно законот, а доколку не, ќе бидат превземени мерки кои следуваат со закон. Законот е тој кој што ги штити лозарите, потенцираше министерот Михаил Цветков.
Со новите измени на законот кои беа донесени минатата година, винарските везби се обврзаа откупениот трод од минатогодишната реколта да го исплаќаат на 3 рати. Првата рата беше до 15 декември, до кога требаше да се исплати 20%, втората од 40% беше најдоцна до 15 февруари и последниот износ треба да се плати до крајот на април. Оние винари кои нема да се придржат до законот, ќе им биде одземена лиценцата за работа и ќе им се забрани извозот на вино, предупреди министерот за земјоделие Михаил Цветков. Еве од 2010, 2011, 2012 има одредени винари кои што тоа не го имат исплатено. Практично со измените во законот што ги направив минатата година, тој проблем веќе нема да го има, бидејќи секоја винарија која што до 30 април нема да ги исплати средствата на лозарите, практично оваа година нема да добие лиценца, не може да откупува. Односно, не може да откупува се додека до последниот лозар не биде исплатен. Така да тој проблем што се провлекуваше во минатото ќе го нема. Цветков потенцираше дека секоја винарија која што нема да им го плати родот на лозарите до 30 април, за следната берба нема да добие лиценца да откупува грозје, се додека не го исплати и последниот лозар. Но доколку винаријата отиде во стечај, ќе се изнајде систематско решение, се со цел лозарите да бидат заштитени и да им се плати нивната мака и труд. Ние, како Министерство за земјоделие, до 20 февруари треба да ги имаме извештајот на Државниот инспекторат за земјоделие дали сите винари го имат исполнето обврските согласно законот и доколку немат, ние ќе преземеме мерките кои што се согласно законот. Така да не шпекулираме сега пред време, ќе видиме доколку винаријата не ги исплати, отиде во стечај, тогаш, како што реков, ќе мораме да најдеме решение, државата да ги исплати лозарите, нели средствата кои што треба таа винарија да ги даде на лозарите, да најдеме начин како државата ќе ги наплати. Министерството за земјоделие до денеска треба да го има извештајот од Државниот инспекторат за земјоделие за тоа дали сите винари ги исполниле обврските согласно законот, а доколку не, ќе бидат превземени мерки кои следуваат со закон. Поради технички грешки одложен е огласот за аплицирање и користење на средствата од ИПАР-2 програмата. Од Министерството за земјоделие и владата очекуваат во најскоро време проблемот да се реши. Одложено е објавувањето на огласот за аплицирање и користење на средствата од ИПАР-2 програмата. Како причина се наведува настанатата техничка грешка во текстот на финансиската спогодба, која треба да ја потпишат Европската комисија и Република Македонија. Од Министерството за земјоделство и владата очекуваат во наскоро време проблемот да се реши. Со оваа програма предвидена е финансиска поддршка за земјоделците во висина од 60 милиони евра од Европскиот фонд во рок од 7 години. Во новата програма предвидени се и одредени измени во делот за растителното производство, каде што првпат се внесени и житните култури. Се очекува интересот и искористеноста на средствата да бидат поголеми. Малопродажните цени на дизел горивата од нокеска на полнок се намалуваат за половина до 1 денар по литар, а цената на бензините останува иста, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Од нокеска на полнок дизел горивата ќе се намалат за половина до 1 динар по литар, а цената на бензините останува иста. Ова го одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Малопродажната цена на евродизел се намалува за половина динар по литар и ќе чини 52,5 динари, додека цената на екстра лесното масло за домаќинство поевтинува за динар по литар и ќе изнесува 41 динар. Малопродажните цени на Евросупер БС95 и на 98 не се менуваат, односно остануваат 66,5 и 68,5 динари за литар. Со одлуката на Регулаторната комисија за енергетика за 0,347 динари по килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 27,498 динари за килограм. Како причина за намалување на малопродажните цени на нафтените деривати од Регулаторната комисија за енергетика ја посочуваат за 1,36% пониската просечна цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатите 14 дена.
По реакциите на социјалните мрежи за забрана на ликот и делото на Коста Солев Рацин, денеска група на граѓани се собраа пред споменикот поставен во дворот на гимназијата која го носи името на овој македонски поет и револуционер Коста Солев Рацин. Положувајќи цвеќе, искажаа почит кон неговото дело кое е од исклучително значење и е од непроценливо значење за македонската литература. Па, мислам дека ова е искажување на една граѓанско незадоволство од јавното плукање по најголемиот символ на Велес, основоположникот на современата македонска поезија и една од најмаркантните личности во историјата на македонскиот народ, Коста Солев Рацин. Ако се свртиме на секаде низ Велес има споменици, надписи, институции кои што го носат неговото име и мислам дека овој човек представува гордост на секој велешенец и одредени ликови, не може да ги наречем господа, затоа што не заслужуваат да се дозволат да плукаат по него и по партизаните кои што извојувале создале ова наша држава и да ги нарекуваат глутници на волци, е навистина безпредметно и за најголема осуда. Без разлика на партија, без разлика на вера и националност, мислам дека велешани се длабоко навредени и најмалку што може да направат овие плукачи по нашата историја е да се застрамат и да излезат и јавно да се извинат на велешани и сите македонци што ги навредија нивните чувства. Поради постоење основни насловнение за сторено кривично дело, несовесно работење во службата со кривична пријава од страна на полициската станица во Свети Николе, се здоби 71 годишниот БЈ од село Ерџелија, Свети Николско. 71 годишниот БЈ од село Ерџелија, Свети Николско се здоби со кривична пријава од страна на полициската станица Свети Николе поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело несовесно работење во службата. Пријавениот во текот на 2016 година, како одговорно лице во правно лице, не превзел мерки за 24 часовно обезбедување на фабрика согласно записник за извршен попис од страна на извршител. Пријавениот знаа за записникот од извршителот за извршен попис за движен и недвижен имот на предпријатието за подмирување на долг во вредност од 22.268.175 денари, но не ги превзел сите потребни мерки. На тој начин овозможил непознати лица во периодот од мај до ноември 2016 година да извршат кражба на 5 фреквентни регулатори од линијата за сирова роба, линија за производство на цигли, линијата за сува роба, линијата за печена роба, набавени чија набавна вредност изнесува 1.288.140 денари. Со несовесното поставување во службата пријавениот нанел штета на доверителите. Велешкиот театар наскоро ќе започне да подготвува представата Театарот Љубов моја. Представата е во режија на Дејан Дамјановски, а премиерата на истата се очекува да биде во месец март и ќе биде прва од годинешната програма на Велешкиот театар. Театарот Љубов моја е новата представа која наскоро ќе започне да се подготвува во Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Џинот. Станува збор за прва македонска преизведба на голем современ бугарски текст на авторот Валерий Петров, кој е светски познат по неговите препеви на сите томови на делата на Шекспир, истакна Васил Зафирчев, уметнички директор на театарот Јордан Хаџи Константинов Џинот. Кој, меѓу другото, напише еден голем драмски текст кој се вика Театарот Љубов моја, напишан специјално за две големи бугарски актерки, со кои што практично и за прв пат преизведен. После тоа има неколку преизведби на повеќе сцени во Бугарија и на неколку сцени на европските театри. Мене ми е многу драго што ги добивме авторските права да го поставиме на сцената на нашиот театар. Представата ќе ја режира Дејан Дамјановски, а во истата ќе настапат Кети Борисовска, Талија Настова, Зорица Панчич и Кица Ивковска. Премиерата се очекува да биде во месец март и ќе биде прва од годинешната програма на Велешкиот театар. Комплет ковани пари за колекционерски цели триптих издаде и пушти во оптек Народна банка на Република Македонија. Комплетот го сочинуваат ковани пари насловени Исус Христос, Богородица и Свети Никола Чудотворец.
Изработени се од сребро и се во форма на правоаголник. На авертот е во продолжниот дел од монетите е прикажан грбот на Република Македонија и надписите 10 денари и Република Македонија на македонски јазик, како годината на издавање 2017 година. Цената на комплетот ковани пари триптих изнесува 4500 денари. Кованите пари за колекционерските цели издадени од Народната банка се законско средство за плаќање во Република Македонија. Тести од Македонија. Трет ден во целосен прекине железничкиот сообраќај во Македонија поради протестот на вработените во македонски железници инфраструктура, чии синдикати бараат решавање на проблемот со исплатата на платите. Од железничката станица во Скопје информираат дека не се обраќаат ниту патничките, ниту товарните возови. Од Македонски железници транспорт АД Скопје информираат дека пред почетокот на викендот на вработените ќе им биде исплатен вториот дел од платата за декември 2016, а до крајот на месецов и платата за јануари 2017. Заради огромните проблеми со кои се соочи целокупниот железнички систем во минатата 2016, кога поради блокадите на железничката пруга кај нашиот јужен сосед, Македонски железници транспорт АД претрпе директна загуба од 5 милиони евра, на што доколку се додаде и вратените долгови во износ од 15 милиони евра и исплатените за останати 4,5 плати, во почетокот на оваа година повторно се соочува со одредени финансиски предизвици, соопшти МЖ Транспорт, откаде најавија дека во тек на неделава, во соработка со владата на Република Македонија, треба да се финализира решението за подолгорочно решавање на состојбите во железниците во Македонија. На телефонската линија Ало докторе, изминатата недела медицински совет побарале вкупно 1231 лице. Повиците се регистрирани од сите градови од Македонија, а за медицински совет достапни се вкупно 25 доктори. Јавувањата најчесто се однесуваат за совети поврзани со хронични заболувања, респираторни симптоми, кардиоваскуларни болести, главоболки, покачена телесна температура, кашлици и симптомна болка. Од кога започна да работи телефонската линија за медицински совет Ало докторе, регистрирани се вкупно 14.013 повици. Со губење на територии во Ирак и Сирија, терористичката група Исламска држава ја промени својата пропаганда. Републиканци во Сенатот на САД се подготвуваат да поднесат предлог закон за воведување нови санкции против Иран. Вести од светот. Русија со закана до американските сили. Новите балистички ракети ќе бидат во состојба да пробијат секаков ракетен штит на САД, изјави рускиот заменик премиер Дмитрий Рогозин. Руските нуклеарни сили се сочинети од неколку типови ракети, меѓу другото и стари советски класични ракети од типот Војвода, но моментално се работи на развивање нови, рече Рогозин. Тој додаде дека новото вооружување наскоро ќе се појави во рацете на руските војници, а оружјето ќе придонесе да се пробие американската одбрана. Според Рогозин, противракетниот систем на САД моментално не представува никаква закана за Русија. Републиканци во Сенатот на САД се подготвуваат да поднесат предлог закон за воведување нови санкции против Иран, најави сенаторот Линдси Грем на Михенската безбедносна конференција, кој е член на Сенатската комисија за вооружените сили. Според Грем, време е Конгресот да обрне внимание на она кое го прават иранците надвор од својата нуклеарна програма. Тој истакна дека со ракетните тестирања Иран ги прекршува резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации и го дестабилизира Блискиот Исток. Грем додаде дека тој и други републиканци ќе предложат нови мерки со кои Иран ќе поднесе одговорност за своите действија. Со губење на територии во Ирак и Сирија, терористичката група Исламска држава ја промени својата пропаганда, одстапувајќи од идејата за исламска утопија и фокусирајќи се на нападите, сметаат експерти за тероризам. Повеќето неодамнешни снимки ја прикажуваат новата стратегија во борбите за ирачкиот град Мосул, а повиците до странски борци да им се придружат на джихадистите веќе не се толку забележливи. Една од последните пропагандни снимки кои ги објави ИД прикажува самоубиствени бомбаши
бомбашки напади врз ирачката војска во Мосул. Според Чарли Винтер, кој долги години ја следи медиумската кампања на ИД, забележува дека џихадистичката група и натаму се обидува да комуницира со странски борци, но квалитетот е поинаков. Тоа веќе не се повици за миграција во Ирак и Сирија. Целта на џихадистите е да останат во своите земји и оттаму да напаѓаат, истакна Винтер, и да изврши неколку терористички напади надвор од Блискиот Исток, меѓу другото во Франција, Германија и Турција. Карпош Соколи ја освои својата прва титула и тоа во државниот кошаркарски куп, откако вчера во финалето го совлада тимот на Фени Индустри со 80-69. Вардар и Шкендија забележаа победи во надпреварите од 19-тото коло од фудбалскиот шампионат на Македонија по зимската пауза. Инба резултатите и останатите вести од спортот во продолжение. Фени Индустри не успеа да ги повтори успесите од 2008 и 2010 година и да го освои трофејот од Лима Купот на Македонија. На завршницата од Купот, Карпош Соколи е новиот освојувач на пехарот, откако ланскиот финалист овој пат направи чекор напред, па во битката за трофејот славеше над Фени Индустри со 80-69. Резултатот делува преубедливо, но Фени долго време беше и повеќе од достоен ривал. На моменти имаше и предност, но кавадарчани и покрај поддршката од трибините немаа сили да го издржат брзото темпо што го наметнаа избраниците на тренерот Николич. Надам се да ќе се прогрес Карпош Сокола наставити и у наредном периоду. Се надевам дека напредокот на Карпош Соколи ќе продолжи во следниот период. Продолжуваме во АБА лигата. Нашата невозможна мисија таму се продолжува. Потоа продолжува неизвестното првенство во Македонија. Ако Фени игра вака, секако и работнички, мислам дека ќе има одлична суперлига. Мислам дека тие беа исцрпени, имаат добра клупа, имаат добар тренер и хемија. Малинков ќе биде извонреден тренер, тој работи многу добро. Ми се чини дека квалитетот беше на нашата страна. Велики успех за нас, ово е први трофеј во историја клуба. Голем успех за нас, прв трофеј во историјата на клубот. За мене лично ова е големо задоволство што сум дел од тимот. За сега првата цел е исполнета, освоивме трофеј, одиме чекор по чекор. Сега сакаме опстанок во Јадранската лига и финале во првенството. Моje лично мислење е дека Фени беше некако истрошен. Тие се потрошија емотивно и физички против МЗТ и ние тоа го искористивме на најдобар можен начин. Преморени по пеколниот дуел со МЗТ Скопје пред помалку од 24 часа, домашните играчи немаа сили за нова сензација. Заслужено го добија овој надпревар. Што фалеше? Во моменти на игра имавме големи падови, како во нападот, така и во одбраната. Концентрацијата ја изгубивме во последните 10 минути. Мислам дека клучен фактор е концентрацијата, која што ни падна во овие последни 10 минути. Значи вчера игравме против МЗТ, тешка утакмица, кај што се истрошивме многу, ние имаме кратка клупа, немаме многу играчи, така да не стигна, ја мислам дека замор. Мислам дека е успех. Никој не го очекуваше ова, така да задоволен сум ја од прикажаното на целиот тим. По подолги години, доминација на Бадел 1862 во женската кошарка на Македонија, како во домашната лига, така и во купот, конечно Вардар донесе една промена. Во драматичен и до крај неизвесен надпревар, како што доликува за едно финале. Девојките во црвено-црна опрема сосема заслужено дојдоа до првата историска титула во купот. Ова е нешто феноменално што се деси денеска за женската кошарка, бидејќи јас од кога паметам не сум гледал вакво финале. Тоа е секако позитивно што се случи денеска, едно одлично финале, две израмнети екипи. Може да се каже дека на крајот посрекната екипа победи, односно малку психолошки поподготвената. Бадел е одлична екипа, институција во македонската женска кошарка, со години на нас се најдобри и секако притисокот и големиот терет беше паднат врз нив. Ние со самиот пласман во финалето, да кажам, нашите амбиции годинава што беа зацртани беа исполнети. Сето што понатака би се случило беше само плюс. Со освојањето на ова направивме една историја за женскиот кошаркарски клуб Вардар, кој што постои само 6 месеци.
Вистински лидер на теренот како според ефектот, така и според начинот на мотивирање на тимот беше капитенот Едина Муса. По мечот сосема заслужено, Муса беше прогласена за најкорисен играч, а откако и беше врачена оваа награда, таа изјави. Чувството е неописливо, стабилно на терен со максимална мотивација и максимална работа, така да среќни сме на секој успех, посебно кога освоивме ова злато и овој пеха. Малце се исплашив, меѓутоа верувам во својот тим, така да глава околу себе знае дека ќе победиме. И независно што титулата сезонава ја освои силниот и амбициозен тим на Карпош Соколи, важно е дека со својата игра на сите надпревари од завршницата, а особено со победата на актуелниот шампион и бранител на насловот во националниот куп, Фени повторно ја врати кошарката во мода. Денеска имавме сончево време со мала до умерена локална облачност. Дуваше слаб, а дожд по Вардарието, умерен ветер од северозападен правец. Температурата се движеше во интервал од 5 до 11 степени. А утре ќе имаме слично време на денешното, но со намалување на утринската температура. Да го погледнеме графичкиот приказ. Со информацијата за временската прогноза го завршуваме дневникот. Останете со програмата на Каден телевизија. Пријатно!